неколку наврати ме излегува од мене воздишки. Тоа би рекол од оние познатите тешки воздишки кои човек издивнува затоа што нешто длабоко го погодува. А втората работа што на прво гледање не ја формулирав во себе си, ама вечерва ја формулирав. Прашањето гласи: во што сме ние најсиромашни всушност? Во што се состои нашата сиромаштија? Немаме доволно пари, немаме доволно луѓе, немаме доволно решеност или ни се изместени приоритетите? Ја имам одговори на некои од овие прашања, меѓутоа нема да почнам со одговорите, бидејќи за стручната страна на заштитата на културното наследство сум лаик. Она што мене тука ме засега е она што го засега секој кој има чувство за убавото. Кога го видов овој филм прв пат, и сега, се чувствував посрамен. Посрамен што не сум направил доволно за заштита на овие вредности. Исто како што не помалку чувството што го имав кога во Метрополитен музеј во Њујорк ја гледав онаа изложба посветена на Византија, кај што имаше и примероци од она што е најубаво или можно за пренос од нашето средновековно културно наследство. Јас не би должел за почеток, јас сега би го замелил господинот Велков да ни каже нешто и за филмот, и за мотивот, и за она на што е посветена активноста на Фондацијата Македонида. Патем биде речено, мислам дека го добивте одговорот на прашањето што ми го поставите пред проекцијата. Филмот е нов, 2011 година. Повелете, господине Велков. Така. Благодарам. Многу прашања ми поставивте. Јас нема многу да зборувам, да им го ставиме зборот на публиката. Би сакал само да кажам неколку работи без вака некој специфичен ред. Филмот објаснува, дава некои генерали за нашата организација. Еве ги тука нашите се публикации, вие сте поканети да ги погледате. Тие се на македонски, англиски и на албански јазик. Значи, нашата организација постои 12 години и се занимава исклучиво за промоција и популаризација и заштита, со други зборови, на културното наследство на Република Македонија. Неколку збора во врска со филмот. Филмот беше иницијалната, оригиналната верзија на филмот е снимена на англиски јазик. Да се заблагодарам пред се на домакинот, клубот Гем, што ни даде возможност, што ни овозможи, како и на директорот Владимир Милчин на Фондацијата Институтот Отворено општество и на сите соработници да го прикажеме овде филмот вечерва. Особена благодарност на колегата Стефан, кој што доста се изнамачи да на англискава верзија, делумно е таа на македонски, меѓутоа се беше направено на англиски, повторно се врати назад на македонски. И тука едно техничко објаснување за оние, сигурно има такви кои што, јас не сум од тие, кои што многу внимание обрнуваат на квалитетот на сликата и на се што е она дигитално. За жал, јакото изгледаше едноставен зафат, се испостави дека тоа беше доста комплицирано, воопшто не би јасно зошто. Меѓутоа, битно е дека резултатот е добар, како и да е, не беше оригиналната верзија подложна на таква конверзија, така да за жал малку од сликата, од квалитетот на сликата се изгуби овде. Не го бранам филмот, меѓутоа морам, поради тоа што навистина професионално се трудеа техничарите да го направат филмот, да го поцртам тоа. Но сепак тоа не го наруши многу квалитетот. Значи, еден степен е изгубен. Како и да е, ова е верзија која што е направена за интерна употреба.
за оваа проекција овде вечерва, и ако има некој друг интерес во Македонија. Не знам што да кажам, мислам, филмот отвара многу теми. Мал историјат е тоа дека филмот беше покажан на фестивалот за археолошки документарен филм во Белград, каде што предизвика голем интерес. Тој предизвика интерес конечно и во македонската јавност. Беше еден од ретките филмови од Балканот. Воглавно имаше филмови од Италија, Германија и Франција, кои што се водички земји во оваа проблематика. Овие фестивали сите се викаат за археолошки филми, и тоа колку што разбирам јас, подразбира секакви теми кои што се врска со културното наследство, ако тоа не рефлектира на некој модерен период, а тоа не е случај со нашиот филм. Филмот ќе биде покажен на некои други фестивали, на најголемиот во Италија, во Роверето, е пријавен на фестивалот во Бордо, планираме да го преведеме на француски јазик и да го прикажеме во Францускиот институт, тоа е есенва. Потоа во Америка, тој беше прикажен во Art Institute во Чикаго и во Универзитетот во Чикаго, во институтот на нашиот голем пријател, македонистот Виктор Фридман, сега пред неколку недели. Тоа е off the record, во некој контекст академски, не филмски, фестивалски. И така, тоа е што се однесува до филмот. Што се однесува за темата, мене вака некако, како што го гледам филмот, бар вечерва овде во Скопје, ми се чини дека зборуваат доста, така да не знам што би можел повеќе да додадам. Мислам дека овој последниот пример со џамијата е многу вака впечатлив. Па, вие ќе кажете. Сметам дека мораме особено да внимаваме овој пример да ни остане така во визуелна меморија и во секаква друга меморија, за да се трудиме колку може повеќе да ова автентично културно наследство, значи потенцираме автентично монументално културно наследство од исклучителен карактер со кој што располага ова наша земја, мала по површина, меѓутоа значајна по своето културно богатство, да го сочуваме. Интересно е кога ќе се погледне, сега сме сведоци на големи реконструкции еве овде на тврдината и така натаму, кои што се интересни проекти за некои, за други критикуваат. Овие објекти, сите споменети, храмови, преживеале 500, 600, 800 години и останале јако доста фрајилни. Останале практично негибнати. Тие се автентични, значи постојано секаде на ова мало парче земја на кое што е сведена денес Македонија, сите тие што овде поминувале, сите со какви да се намери, сите премрежија дошле и поминале, меѓутоа храмовите останале. Мислам дека е многу важно, звучи банално, меѓутоа неопходно е кога ќе се види филмот, и тоа е нашата основна задача во нашата фондација, да сториме се што можеме да навистина овие премрежија низ кои што сега ние поминуваме овде и денес во Македонија, не го остават културното наследство како колатерална штета и да дојдеме во ситуација да ние денес во независна, суверена Македонија се доведеме во ситуација да на нашите наследници го оставиме тоа наследство окрнето под наводници. Тоест не цело, не збогатено, туку осакатено од она на кој што нам ни е оставено. Тоа е нешто кое што вака би кажал како голема мисла од големите. Практично, јако станува збор за теорија, работите се прилично едноставни, ми се чини мене. Значи, од познатата теорија на принцип на културни вредности, културно значење, вие споменавте сами, уметничките аспекти, конкретно се тие кои што еве премираат и тие треба да бидат звезда водилка во сите активности, а не да биде обратно. Значи, ние заштитуваме џамијата, таа е споменик на култура, постои живо наследство, бидејќи има такви и такви уметнички вредности. Тоа е најголемата незина вредност во хиерархијата на незиното културно значење. Има и друго. Се разбира, за ова може да дебатираме, може би луѓе други сметаат поинаку.
И ако ние сега имаме некој објект во кој што во голема мера ти уметнички вредности, не само што веќе не се ти автентични, значи не станува збор за некој пуризам, туку се довидува во еден контекст сосема поинаков. Многу се поставува прашање што била целта на тој проект и дали е тоа навистина еден проект на заштита. И уште еден друг пример, само од овие овде што беа посочени. Примерот со црквата Свети Ѓорги во Нагоричани, таа сега е подложена се води еден меѓународен проект, кој што не се занимава со црквата, туку се занимава со околните објекти, кои за нас абсолютно необјасними причини се прогласени дека имаат вредност историска, така, која што, значи, по приоритетот на работите, парира или примира во однос на вредноста на црквата. Инаку, веќе 9 години, конкретно само да дополнам, вз основа на информациите кои што ние ги имаме, е во тек дискусија во Советот на Европа и многу бројни, мене лично што ми е познат, посети на странски експерти и така натаму, на објектот кој што е во непосредна близина на Скопје, колку што знаете, за тие што не се информирани, и води автопат, за 40 минути се стига таму. И од центарот на Скопје, и не знам што понатаму да кажам, мислам како се довевме оваква една ситуација, да имаме еден таков контекст, Македонија зиме кандидат членка на Европска унија и така натаму, и да се доведеме во таква една ситуација, да имаме едни процеси кои што личат како некои политички процеси, толку се долги, е една асоциација. Станува збор за многу конкретни работи. Овие објекти не се огромни по димензии, проблематични се, меѓутоа, ако веќе е комплицирано да се интервенира, тогаш сигурно дека не е комплицирано да се популаризира објектот, да се промовира некако проблем некој. Бидејќи со самото тоа што се промовираат проектите и проблемите, се покажува дека пред домашната и светската јавност дека ние се грижиме за тие објекти и се промовираме самите ние преку нашето културно наследство, а не да после 9 години активности на најразлични институции, државни во случајов, од Македонија, Советот на Европа и други, тоа веќе во ситуација да ни една публикација не е издадена за објектот, што луѓе кои ќе дојдат, бога ми, тешко е ми да го објаснат, па лично понекогаш се прашувам дали е да почнам со објаснувањето или да предам на некоја друга тема. Бидејќи едноставно понекогаш малце, еве како што кажа Владимир, малку доаѓа некој тежок момент, па не е баш се неедноставно и на другиот се да му се објасни. Јас толку не би можело многу да се зборува, ама еве да видиме ако има некои интересни прашања и дискусија и така. Благодарам. Благодарам, господине Велков. Повелете, коментари, прашања. Само момент да стигне микрофонот до вас таму, па кај вас. И ве молам да се представите, бидејќи предпоставувам дека има и луѓе кои не се толку од тој стручниот дел на јавноста, па да знаат. Ако се слушаме, доктор Донка Барџиева Трајковска од Центар за културно наследство, исто така невладина организација која што постои само неколку месеци, не цели 5 месеци, не се слуша, да, изненадушам. Да. Вака сега дали ме слуша? Во ред. Најнапред би сакала да искажам поздрави и поддршка на Фондацијата Отворено општество, на директорот Владимир Милчин, што возможи проекција на овој документарен филм, го нареков. Исто така да ги поздравам напорите на Македонида, со организација со која што имав можност да соработувам уште од 2003 година, бидејќи бев раководител на проектот за Радожда, Сливница и меѓу другото совпаѓање на двата споменика кои што ги сметам на вистина јас за најзначајни во Македонија. Станува збор за црквата Света Богородица Периплетта и Стара Нагоричино, на кој што имав за едната бев раководител на проектот, а за втората веќе за Нагоричино член на тимот.
Значи многу долго, од 81 година ги познавам проблемите во заштитата, бидејќи долго време работев во Пограничниот републички завод за заштита. Драго ми е што овде имам уште двајца колеги кои што исто така добро ги познаваат проблемите. Би го поздравила доктор Лазар Шуманов и професорот Предраг Гаврилович кој го знае добро проблемот со Нагоричино и со Периблетка. Мислам дека би навлекле во академска дискусија доколку говориме за она што е стручен аспект на проблемот. Значи тоа бара навистина поинаков вид на експликација, повеќе би се задржала на она што сите нас како граѓани засега, пред се затоа што и припаѓам и сум председател на едно такво дружение на граѓани, чија цел е токму да им кажеме на граѓаните дека културното наследство им припаѓа нив, дека граѓаните се титулари на културното наследство и дека се што се случува со културното наследство треба да ги засега нив и тие да реагираат. Значи токму сметам дека токму тој аспект во она што значи општество во Македонија и во услови на институционална форма на заштита, која што очигледно дека во последните 20 години откажува, и тоа сериозно откажува, се повеќе во последните 6 години политиката ја презема заштитата по своји раце, димензиите од еден таков начин на делување, кога институциите не функционираат, а некој се јавува во име на институциите како субститут за реализација на некои други проекти и кога заштитата се злоупотребува, со неа се манипулира за некои дневно политички цели, се случуваат оние работи кои што денеска нам ни се јавуваат како парадокс. За мене како професионалец оваа дейност која што повеќе од 30 години работи и делува активно, овој феномен кој што денес се случува во Македонија ми е целосно непознат. Причините ми се јасни, јас би лоцирала некои од причините зошто таа се случува така. Меѓутоа, исто така би сакала да повикам на совеста, на она што значи морал, она што значи професионална етика, на секој чинител, секој вработен во институциите за заштита, кој конечно мора да го каже своето професионално мислење. Не може да говори за себе дека е професионалец, дека е експерт, доколку не го артикулира својот став. Ние како дружение се судираме токму со тој проблем. Зошто најголемиот дел од стручната јавност, која што треба да го каже своето мислење, молчи. Еден од одговорите е секако стравот за работното место, и тоа го знам лично, затоа што ми е тоа кажано. Меѓутоа, од друга страна имаме и доста кокетирање со самите управители во институциите за заштита и со Министерството за култура. Меѓутоа, главниот проблем според мене во сега само за почеток на дискусијата, би си оставила простори за понатаму, е отсуство на политичка волја. Исклучиво политичката волја на било која влада, вклучително на актуелната влада, е таа која што може да овозможи заштита на културното наследство. Во случајов е целосно маргинализирано за сметка на некакви нови споменици под наводи, кои што може би ќе бидат во некој идно време споменици, но сега не се уште го нема тој статус, се маргинализира нешто што е потврдена вредност. И тоа е апсолутно недозволиво, и тоа е нешто што заслужува осуда. Не само критика, туку осуда затоа што правиме злочин кон и нас, направен ни е нам, во моментот ни се случува таков злочин кон нас, меѓутоа се прави кон идните генерации. Во овој контекст, јас навистина би сакала, иако со одредени ставови нормално, она што беше се кажано за проблемите со Периблетка и на Горичино, не би се согласила, затоа што тоа сепак работа на познавање и на долги години на работа. Меѓутоа се согласувам во однос на она што беше кажано и во филмот и од професорот Анче Велков, во однос на транспарентноста. Значи, како никогаш досега имаме Министерство за култура и Управа за заштита која што работи конспиративно. Феномен кој што апсолутно не е познат никаде во светот, ниту досега во Македонија не го познат, затоа што станува збор за дејност од јавен интерес. Повторно, проблемот е од етички карактер и отсуство на политичка волја. Јас се благодарам.
Благодарам. Надице ваму микрофонот. Да. А сакате да седнете да подобра кога ве гледаат луѓето. Да. Точно не ви треба микрофон? Да, сега не ви треба микрофон, да. Добро вечер на сите. Јас сум Корнелија Буклеска, новинар во Македонското радио и таму сум веќе 25 години, при што најголем дел од моето работно време заради совеста и заради почита кон убавината и кон вистината го посветив на токму оваа сфера, заштита на културното наследство. Благодарение што повеќето од вас кои го поминувате па целиот ваш живот во оваа сфера од стручен аспект ве знам и ви ги знам и желбите и мислите, а за жал реалноста и резултатите личат многу на овој возбудлив 30-минутен филм и се уште ја чувствувам онаа возбуда што ја спомена Милчин, бидејќи боли. И како што рече Барџиева, ќе оставам на страна размисли за некои научни обсервации. Сепак сум новинар, меѓутоа ќе ви го оставам мегдан од научен вам на научниците. Она што сакам да го кажам е на некој начин повторување на она што го слушнавме, ама сметам дека треба да се акцентира дека голем дел од нашето културно наследство и покрај она што е правено и се прави е во ваква или слична состојба, токму заради префрлање топката еден на друг, партизирање и политизирање, дури и на научната свест која не смее да трпи такви корози. Дури ми се случувало многу често да примам забелешки зашто давам простор како новинар на програмата на луѓе кои не се историчари, не се конзерватори, конкретно еден инженер што има тој да зборува за конзервација на заштита како доктор Панче Велков. Сметам дека секој, ама вистински секој член на една заедница која поседува и наследила, него ни поседува, го наследила, има обврски кон она што значи културно наследство, е обврзан и не само што има право, има и обврска да се грижи, да размислува за него. Не е тоа во надлежност на некакви институции во затворени рамки за кои што ние не смееме да размислуваме. Сакав да кажам дека е наше, дека имаме обврска и се надевам дека ова ќе биде една многу силна поддршка и иницијација на сите невладени сегменти, дали се ИКОМОС, дали ова новиот Здружение Центарот на за грижа за културно наследство, се извинувам за точниот назив. Сеедно, било кој од нас има право и обврска, зашто на вистина боли, а може многу повеќе да боли. Благодарам. Благодарам. Јас само, ако може нешто, имаме тука гости исто кои што се може дојде, мислам, представници на разни организации меѓународни, може тие да постават прашања на англиски јазик. Everybody who is not that familiar with Macedonian can freely ask questions in English, please. I think most of the people speak English. We have also friends even from South Africa here. So I think we can communicate, right? So, јас не знам што би можел да кажам, многу теми има. Ова колешката Донка ги наша некој од нив, без обидувајќи се да не бидам многу, да не влегам во многу некои стручни води, само би напомнал за уште еден момент дека кога станува збор за нетранспарентност, за жал честопати се случуваме сега дека имаме ситуација кога овие врвни светски споменици, да не заборавиме нашето наследство и светско, официјално или не, како во Охрид, ама и надвор од Охрид, ево овие објекти што се споменати во филмот, има и многу други, се дел од светското културно наследство и честопати се добиваме информации сепак од јавноста дека луѓе, сучнаци кои што ги водат, најблаго кажано, доста се млади, без големо искуство и така на некој нејасен начин сето тоа се случува, се реализира. Овие, за жал, нашите извештаи што се споменати во филмот, како илустрација, никогаш ми за тоа не добивме некои
одговор, така една критика која што мислам дека апсолутно стои. И само како илустрација, јас би напомнал еден момент кој што верувам дека ми се чини дека и на поголемиот дел стручната јавност во Македонија за заштита не е можеби познат во детали. За време на еден од моите престои во Париз ми допадна во раце оригиналниот документ од 52-3 година, не ме држите за збор, од Чезаре Бранди и дали беше Фредерик, мислам, Фрадво. Значи, тој Чезаре Бранди е таткото на модерната теорија за заштита на културно наследство. А господинот Фрадво е архитектон шеф де монума историк во Франција во тоа време. Значи, тие престојувале со повеќе архитекти, југословенски тогаш, меѓу другото и Борис Чипан, познатиот архитект млад тогаш, и работеле, јас го имам оригиналниот документ работен, како е реаранжирана, јас го сметам тој термин најсоодветен, црквата Свети Софија во Охрид. Значи, тие поминале неколку месеци во Охрид, дали 3 или 4, не останува јасно текстот, а и претходно доаѓале и после тоа доаѓале. Значи, имаме ситуација со еден врвен светски споменик на културата, по англиските и француските референции, најзначаен, внимавајте, најзначаен, овие две референции ги земам, најзначаен енциклопедиски, најзначаен споменик на културата во западната цивилизација од 11 век. Во западната цивилизација, пазите. И најзначајните двојца луѓе, двојца стручњаци на земјината топка се наоѓаат и работат заедно со локални стручњаци за изнаоѓање моменти како некои аспекти на презентацијата на објектот да бидат реализирани. Мислев дека ова е интересна информација да ја слушне јавноста. Ние сега што се случува во Македонија, како што е со Перивлеп тамак, по тоа што јас можам да пратам и со други некои објекти, цркви, ние имаме сме соочени, тој затекнати, потребни или не, масивни интервенции на објектите, кои што се многу поголеми од оние со кои што се занимавале Чезаре Бранди и Фрадво во 50-тите години. И се доведуваме во ситуација да имаме да тие проекти ги водат луѓе кои што се, извинете на изразот, анонимуси, да не идам понатаму. Мислам за нас, а камо не и за, бидејќи колешката Донка спомна некој стручност. Убеден сум, тврдам, инсистирам и додека се занимавам со оваа работа, не верувам дека тоа ќе го променам, во Македонија и надвор од неа, каде и да сум, нели, ќе инсистирам на за објекти од ваков тип, а тие се многу, со кои што ние уште немаме ни листа, е неопходно учество и консултација на врвни светски и странски стручњаци. Тоа е неопходно, тоа е наша должност, кој што ние овде имаме, луѓето од фелата, еве да кажам, а и пошироко, како што спомна Корнелија, кон спомениците. Добро, благодарам. Ирена Стефоска. Добро вечер, Владе веќе ме представи. Ирена, работам во Институтот за национална историја. Нема да повторувам дека и мене ми се плаче од ова што го гледам. Го видов на филмот, но го гледам и во живо, во Охрид особено. Сакам две прашања да поставам на професионалците кои што се тука, врвни специјалисти. Не ми е јасно, значи, објекти од споменици на културата од прва категорија, како што е Мустафа Пашина џамија и Перивлепта, во чија надлежност се? Значи, со промената на законската регулатива, Македонската православна црква и Исламската верска заедница ги добија објектите. И сега мене не ми е јасно, дали тие се истовремено, кој се грижи во таа смисла? Заводот за заштита на споменици на културата на Македонија, верските заедници. Преку примерот на Мустафа Пашина видовме дека Исламска верска заедница во договор со ТИКА, кој што ги дала парите, и ТИКА е превзела надлежноста за реконструкција за реставрација на Мустафа Пашина џамија, која што е објект, пак ќе повторам, од 15 век, колку што јас знам, единствен можеби, или еден од најстарите на Балканот, од османлиско време, тие објекти се најмногу во денешна Република Македонија, никој од соседните балкански земји не може да се пофали со таков тип на објекти. Тоа не ми е јасно прво. И второ, кога професорот Велко веќе ја спомна Света Софија, јас се сеќавам, веќе не ми текнува која година беше, кога
а не е тоа така одамна, кога исто и на Света Софија се работеше и долу кога ќе влезе на подот, долу подот се промени така што јас лично имам чувство како да влегувам во хол на некој хотел. И мене ми се плаче, бидејќи од детство до денес, олкава каква што сум до денеска порастена, хајде се насмееме, јас се сеќавам и паметам една друга Света Софија. Значи, оваа Света Софија со плочки како во бања или хотелски хол, и исто така и мимбарот кога беше трнат, и мене и за мимбарот ми е жал, тој беше сраснат со Света Софија. Така што, значи, тоа е второто прашање, односно во контекст на муабетот на професорот Велков, а и во контекст на филмот за начинот на реставрација, односно не реставрација, поправо конзервација и така натаму на овие прекрасни објекти. Благодарам. Благодарам. Само малку. Ајде да присобереме прашања, па да одговараме, што би рекле, на купче, ама пред тоа имаме Елеонора Петрова, па господинот лево од мене. Да, се слушаме. Јас сум Елеонора Петрова, не сум специјалист за средновековно културно наследство и овдека сум дојдена само во поддршка на заштитата на културното наследство, затоа што сметам дека заштитата на културното наследство представува заштита на културниот идентитет на еден народ и на една земја. Овдека видовме примери за неколку споменици на културата и за неколку елементи или сегменти на негрижа на спомениците на културата. Во Македонија денес сакам да одам преку лето да гледам споменици на културата, сакам да гледам цркви и манастири. Имаме десетина, стотина цркви и манастири кои што се загрозени, кои што пропаѓа. Каде што пропаѓа фреско живописот, каде што пропаѓа иконописот. Нема потреба да ви кажувам дека најзначајните ремек делата на македонското културно наследство, како што е да речеме и Курбиново, се одржува само со добрата волја на селаните од селото, кои што го чуваат клучот и одржуваат црквата, која што пропаѓа постојано. Да не зборам за оние цркви во руралните области, до кои што никој не доаѓа и каде што дури ни вратата не е заклучена, каде што можат да везат животни, каде што пропаѓа зидот и каде што се оштетува живописот потполно. Нема ништо да кажам повеќе ако споменам дека стотици икони се украдени во последниве години и се однесени и пренесени не знаеме каде, и тоа е еден начин како да се уништи културното наследство. Донка спомена дека тоа е немање на политичка волја да се направи нешто последниве години. Не, тоа е пренасочување на политичката волја и менувањето на желбата, нашиот идентитет од оној кој што го имаме, нашиот културен идентитет кој што го имаме, да го свртиме кон нешто што е нејасно, што е недефинирано, и да го вратиме многу векови наназад и да го ставиме акцентот на нешто друго. И тука не успеавме, истражувајќи го археолошкото наследство на оваа земја, и сега, таму не наоѓајќи доволно елементи, а овие уништувајќи, не знам каде ќе завршиме и каде ќе надонесе ваквиот начин на размислување и делување. Благодарам. Фала ви. Повелете. Се слушаме, нели? Јас сум Владо Голчев, овде доаѓам како представник на Сдруженијето Културна ризница од Скопје. Постоиме веќе 2 години. Се организиравме како проект од јавен интерес за промоција на културата. Проектот беше конкуриран, односно во Министерството за култура, добивме поддршка на овој проект, а идејата беше промоција на културата преку презентација на исклучиво ракотворбите, рачни ракотворби од стари занати и така натаму. Значи, преку презентацијата на ракотворбите бија промовирали културата, бидејќи секоја ракотворба си има своја историја и така натаму. Понатака ќе се навратам уште еднашка на идејата на културна ризница. Мене ми е многу жал што закаснив. Една од претходните соговорнички рече ми се плачеше гледајќи во филмот. Мене ми е многу жал, меѓутоа ете добив некоја нада ветување дека може да го погледам
во друго време филмот. Ако не грешам, темата вечерва е заштита на културното наследство, јас би рекол и културното богатство и идентитет и така натаму, така натаму. Голем дел од институциите, значи ќе бидам малце повеќе прагматичар и во практичниот дел и ќе иницирам некои размислување, значи во дел на да се подпомогне заштитата на ова културно богатство. Институциите или стручните лица не постапуваат онака како што треба да се постапи. На некој начин политиката е таа која е мокна и во времето во кое живееме уште помоќна стана, така да голем дел од нас подклекнуваат или конспиративно, како што беше кажано, се однесуваат, се со цел да не се замериме или да не дојдеме во непријатна ситуација. Тоа е едната страна. Деновите имаше презентација на помош, односно грантови од страна на USAID и фондацијата. Ово го спомнувам затоа што основната идеја и суштината на оваа помош што се нуди е да се иницираат граѓанскиот сектор, невладиниот сектор, сите оние инвентивни и креативни потенцијали што постојат. Зашто го спомнувам ова? Повторно во функција на заштитата. Заштита ко заштита може би да има повеќе ефекти, повеќе да привлече внимание, а со тоа и можности, нали? Во колку ја подигнеме на едно повисоко ниво. Односно, дали заштитата, дали целото наше културно богатство. Значи, тоа е тако како што е, може би малце зафрлено, со доста прашина на него, под наводници велам. Целта на сите овие, на сите оние, сите нас, или сите од оние што сакаат да нешто направат во тоа, значи би ја нашла, би го нашол насоката, би ја поставил како да делуваме, значи да делуваме слободно како граѓани, како невладин сектор, да подпомогнеме, да ја промовираме културата и она цело културно богатство, да го подигнеме на повисоко ниво, кое веројатно ќе продуцира и ќе привлече повеќе внимание и можности и финансии и така натаму. Она пандан го зборам затоа што зашто се однесуваме понекогаш непрофесионално или конспиративно. Значи да завршам своје моје излагање, еве јас како здружение стојам на располагање сите ресурси што има мојата веб страница, каде што еден пример, значи би можеле да ги ставиме сите оние богатства што за кои зборуваме. Значи целата идеја ми е, завршувам, да нашето културно богатство го подигнеме на повисоко ниво, кој ќе привлече понатака внимание и нали да се надеваме дека помош и да се направи она се што е потребно за да не би пропаднало и да не би се заборавило. Благодарам толку. Фала. Предпоставам дека сега професорот Велков ќе сака да одговори на некои од прашањата. Јас сакам да го потсетам на едно прашање што самиот го кажа. А што всушност можеме ние? Ја мислам дека тоа е клучното прашање. Мислам дека нема потреба да се убедуваме дека она што го имаме како културно наследство е исклучително вредно. Веројатно исто така нема потреба да се убедуваме дека е загрозено. Од различни причини, меѓутоа има едно објаснување, мислам дека не може никој овде да прифати, а тоа е дека немаме пари. Кога гледаме на што се фрлаат пари, јасно е дека објаснението дека Македонија е сиромашна и затоа не може да се грижи за своето културно наследство не држи и тоа дефинитивно треба да го изфрлиме. И меѓу нас во комуникацијата, меѓутоа мислам дека треба да се потрудиме и во јавниот говор тоа да го дефинитивно да го елиминираме како објаснение, оправдување и алиби. Се извинувам, вака што упаднав. Не, апсолутно. Па од тука и би почнал да се обидам нешто, јас не сум тука најповикан сите овие интересни коментари, аргументи и прашања да ги одговорам. За ова секако е не само тоа, него и колку објектите привлекуваат и странско влијание. Еве имаме значи случај со црквата при Влепта, грант од американската амбасада со неверојатен износ. Европската унија,
кое што преку Советот на Европа доделува во тие пристапни фондови на Македонија многу значени суми на средства, мислам тоа се вика поинаку, меѓутоа тоа е тоа, бидејќи се доделува средствата на црквата Старонагоричани, бидејќи таа представува предмет на интерес, спротивно не би се доделувале таму, нели? И последниот пример овде, прикажан вечерва со Мустафа Пашината џамија, најфлагрантен по мене, од каде што имаме донација од страна на владата на Република Турција. Мислам дека мораме да воводиме сметка за приоритети. Заштита не подразбира директно интервенција на објектите. Тоа е многу сложен процес. На англиски има еден многу, англискиот јазик располага особено во варијантата таа комонвентска, помалку во Америка, со еден многу згоден термин. Под поемот конзервација, conservation, се подразбира целокупната грижа за наследството. Тоа е правење на овој филм, дебати, промоции и така натаму, со тоа што врвот на ајсбергот, на ледената санта би биле стручните тела, аспекти национални, како што повеќе се оди по хиерархијата на значењето, и изведбата на крај, конечно, интервенцијата врз објектите. Меѓутоа, тоа е само еден дел од работата, што би делувал најпоследен, да кажам. За жал, кај нас тие работи се испревртени, ние сме некако комплетно во потполност изгубени сега, затоа што секоја интервенција значи веднаш да се оди да се интервенира на објектот во физичка смисла на зборот. Ова, искрено да ви кажам, јас овој елемент најмногу ме плаши и се надам дека објектите ќе го преживеат тоа. Ма не сум најубеден. Еве, поаѓајќи од случајот со Мустафа Пашина џамија. Во врска со што праша колешката за Света Софија, примерот со Света Софија ми е многу интересен, бидејќи колку што сум слушнал, се надевам дека не сум слушнал лошо, нема некој проект предвиден за Света Софија, не дај Боже, во моментов, морам ова да го кажам. Не сакам да бидам воопшто ироничен, меѓутоа, гледајќи што се случува со другите споменици, морам така да коментирам. Ова интервенција на подот е позната, таа најдена реакција во јавноста. Не сакам да ја минимализирам, меѓутоа, па дури со тоа со мимбарот што беше внатре во џемијата, јас се сеќавам. Не, воопшто не, јас не сакам нешто друго, само ако дозвол. Апсолутно, да. Тоа е апсолутно неприфатливо. Меѓутоа, овие примери овде што се покажани, конкретно џамијата, еве, зборува за нешто друго, на повисоко ниво е проблемот. Зошто? Зошто е предметот за Света Софија предмет на нашиот интерес? Зошто е таа толку значајна? Нели рековме најзначаен споменик, по овие референции што ги споменав. Поради две работи, незината архитектура и фреско живопис. Јас ви кажал прва архитектура, ако ми дозволи. Меѓутоа, утре може да се обидеме, или овој подот што е ставен да го вратиме назад. Значи, ова е утеха, не е паушална, во вистинска смисла на зборот. Овде со џамијата е сосема поинаку. На значајната вредност на џамијата и незина уметничка вредност. И токму на уметничката вредност е извршено злоделно, најагресивно, бидејќи декорацијата е уништена. Сакам само да ви ја доловам системот што е. Секај нас е многу проблем. Тоа разговаравме со Владимир, со директорот, тоа што бидејќи ние во државата не постои стручно усовршување или академија, да кажам вака, за заштита, мислам, мој впечаток е надвор вака од институциите, дека ми сега пливаме тука во некои води, се гаѓаме едните другите со термини, бидејќи немаме еден референтен академски каков таков, каква таква институција на која што се реферираме, нити дискурс, а камо на институција. Тоест, кај нас, со други зборови, и ова не е од вчера, тоа од секогаш така било, ако ми дозволат луѓето што работат во институциите или работеле за заштита, заштитата никогаш не е била научна дисциплина. Апсолутно не. Точно е дека е таа млада научна дисциплина, меѓутоа, тој процес трае веќе неколку децении во Европа, а особено во Америка. Кај нас никогаш не е било тоа случај. Меѓутоа, во последното време,
Не само што не е случај, него сега се враќа тркалото наназад. Значи се внесува, како во многу сегменти во општеството, еден аматеризам, ако ми дозволите, и дилетантизам. Кој што има и може да има уште повеќе погубно дејство за објектите. Благодарение плюс во со помош на средствата, што споменавте вие, кои што се сега на располагање. Да завршам само со една француска поговорка. Вика вака: леле, што ме изнасекира, малку колоквијално. Ти зашто, вика? Двојца другари се разговарале, пријатели. Па затоа што ми рече дека ќе идеш да работиш. Да ми кажа дека ќе идеш да спиеш, ја ќе си спиев. Супер. Ама сега откако разбав дека и ти ќе работиш, сега око нема да склопам. Толку. Благодарам. Повелете, има Надица, кај си? И не. Имаме двајца кандидати. Директорот. Не, па ние, чекај, па ние заедно работевме толку години, сега нема да работиме. Ја едино можам да ви дам предност као дама. Добро. Еве ја ипак би станал овде да се представам. Да не биде многу нападно. Патем речено, мора да ви кажем дека вие ме испровоциравте, да се јавам за оваа дискусија, иако сигурно дека на професионален начин има пуно простор за оваа дискусија и така. Да се представам, јас сум професор Гавриловиќ од Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, а со ова, кој што рече Панче, конзерваторска или не знам каква работа, кој што во еден термин, еден од моите драги колеги, академик Бошко Петрович, каже, ви се бавите неким крпаџиским послом, санација и поправка на ова. За жал, тоа е моја професија која се бавам после земјата скоро 50 години, а дел од таа санација, реставрација и е посветена и управо на историски споменици и она што значи во првите од после земјата па до денешни ден и не само на овие простори да налагам. Преди се би сакал да Панче, као мислам Панче нема да се наљути ако го свем дека е мој студент. И како таму? Кај што веројатно јас сум еден од кривци што е влезен во ова област на заштита на историски споменици, со оглед на тоа дека негова магистерска теза беше управо од областа на заштита на историски споменици, а ја му бев ментор. После тоа работите се одвија. Да се вратам професионално само на некоја дефиниција, а тоа е прво дека заштита на спомениците во денешни и секогаш представува мултидисциплинарни приод, мултидисциплинарна дисциплина и овде не случајно се најдени и архитекти, и историчари, конзерватори и инженери, кои се многу често и деструктивни, као такви. Сигурно дека ова дисциплина е, кој што рече Панче, не е многу стара, меѓутоа од овој аспект на заштита, посебно на заштита во сеизмички услови, кај што ние се наоѓаме, не заради тоа што јас сум по професија, меѓутоа наше подручје и во светски размери добива една таква димензија. Да ви кажем, за прв пат, 85-та година, со ИКРОМ и УНЕСКО е иницирана управо таква иницијатива, заштита на историски споменици во сеизмички подручја, кај што е декларативно и со ова речено дека примена на бетони, заборавите, нема. Тоа е тоа. Иако некогаш е тоа за многу од луѓе, вклучувајќи и мене кој што сум докторирал на бетон и бетонски конструкции, треба да се отвучили, па чак и ова. Да се вратам на тоа една поента. Ако сакаме сите да допринесеме во заштита на културно наследство на споменици, тоа е да сите заеднички седнеме и разговараме. Тоа е еден од основни поенти. Археолози, историчари, никој не е доволен. Ако пуштите археолог, ќе ви каже, ништо не дирај. Верујте, искуство, ако не од Јужна Америка до Азија и така натаму овде, имам со сите на овде и со сите можете да, мање више сите имат своји профили. Иако сме ние овде
ако отидете со граден со инженер, кој каже, ова, тоа е џубре, што има ја да разговарам за некој си малтени, прави ово овде и прави ново. И така натаму. Права идеја е заеднички седнување, компромиси, наоѓање на соодветно решение. Тоа е. Она што реков дека ме провоцираше и сам би сакал на тоа да се навратам, прво го изгубив на некој начин концепт, би сакал да да му честитам на Панче и на фондацијата за афирмација на културно наследство на Македонија, посебно меѓународни рамки. Не влагам во професионалноста, имаме време да се караме да дискутираме и така натаму. Зборувам за еден настав, а тоа е афирмација. И преди све, не афирмација само као културно наследство, него афирмација на заштитата на културно наследство. Нема да, да не бидам, лака да не покажем своја скромност, пред више од 20 години, кога покушав лично, ајде да бидам и конкретен, преко као советник на World Monument Fund, светска организација, више од 20 години као консултант, да ја доведем во Македонија, као да сте ви извадили очи, почнувајќи во светот. Никој не сакаше да прифати ништо. Второ, она што е во заштита на културно наследство во светски размери, е настаната една голема промена за последни 20-25 години. Ние се уште држиме до тоа дека УНЕСКО е главна фора во ово. УНЕСКО бил главна фора пред 30 и нешто години. Денеска има сосема друга улога, верувајте ми. Советник и консултант на УНЕСКО со више од 40 години. Не е тоа што некогаш бил УНЕСКО. УНЕСКО е денеска. Основна дејност, основна заштита на културно наследство во смисол на ова се одвива преко приватни и владини фондации. Тоа ние не можеме да го сватиме. 20 години во Македонија тоа не може да се пробие да некоја од фондациите дојде. И ако дојде, она доаѓа под некој посебни услови. Една држава као што е Турција, верувајте дека во моментот, зборувам од лично искуство, кај што сум на тие простори, активен као професионален консултант, користи фондации од низа, користи средства од низа фондации, вклучувајќи дека во моментот има 7 до 8 проекти на World Monument Fund. Ние не можеме 20 години World Monument Fund да го внесеме во Македонија. Ту и тамо со некои мали од ова. Зашто? Све е јасно и мислам дека коментари не се. Неопходно е таа и затоа моите честитки се упатени управо на ова, на афирмација на културното наследство, на издигањето на потреба, на заштита на тоа наследство на Македонија и мислам дека со тоа. Ја бев изузетно среќен кога разбрав дека овој филм е презентиран чак и на конференцијата на ИКОМОС во Париз и уште на други. Меѓутоа, да видиме, не беше презентиран на нашите телевизии, на нашиот, па кај сме ние? Добро. Мораме да направиме до тоа. Во тој поглед мојата и би се јавили само повторно на ова без многу одложам, вика обично професор збора 45 минути, ја нема да зборам 45 минути. Се вратам само мало на професионални. Сите сме отворени за критика и тоа е нешто што е најпозитивно. Не сме анонимуси. Ова Панче што зборува за Света Софија, тоа е една од први интервенции на ИКОМОС, на ИКРОМ. Една од први интервенции во Европа и така натаму, да не збориме, не сме анонимуси. За жал станавме, никој ништа, не дозволиме никој да отиде, затворивме врати и така натаму. Професионално би сакал да кажам дека на одредени, само на ова и ќе завршам со свој, се слагам со пуно од примедби и не се слагам, се разбира, имате и овде, меѓутоа иницијатива на овде. Еве, со Донка пред 15 години покренавме, да кажеме, Перилепта, Старонагоричани и не знам ово. Ајде да не кажам дека малте не бевме жигосани, дека ми ја правиме му. Не е тоа ништо усмерено против некој. Ако некој нешто направи. Чак, Панче господа, почитуван професор Чипан кој што работел на Света Софија, уважено.
Е направена грешка на прилепта. Уградена е бетонска конструкција. Нема ништо тука ново. Тоа е време кое што донело и кое што направило. Зашто да обегаме? Бегаме од стварност. Да се вратам само на ова интервенцијата за Мустафа Пашин. Пак, зборувам само на ово. Не знам, не се слагам во тоа дека треба да ги препуштиме монументи затоа што стоеле досега 500 години и ќе стојат уште 500. Не. Ако правите интервенција, по сите закони морате да направите сите аспекти. Према томе, санација, зарекнување и потребни минимум интервенција, максимум protection и потребни. Тука е. Мустафа Пашина џамија е една од селектирана као најважни монументи. Меѓу први монументи после земјотресот кој што е саниран. Со тогашна технологија, бетонска конструкција, бетонска плоча, серклажи и така натаму и така. Тоа била технологија, тоа било ниво на знање. Не критикуваме никога. Тоа било ниво. Меѓутоа, во интервенција која што е пред неколку години на овде направена. Прва ствар која што е направена е управо тоа. И мислам дека не сте доволно информирани во процесот на тоа. Цела бетонска конструкција, бетонска маса е отстранета. Бетонски серклажи се изолирани. Доведена е, конструкција била тешко оштетена, доведена е со современа, најсовремена технологија, недеструктивна карбон и така натаму, за потреби на стабилност. Створени се услови да се направат конзерваторски работи во максимално добро. Какво е направено, фреско, живопис и така натаму, не би сакал да коментирам. Тоа е, да им препуштим, како што реков, тоа е мултидисциплинарности, али еве ќе завршиме на И со тоа завршуваме биолог. Значи, поентата е меѓународна и мултидисциплинарност. Извините на... Само на кратко. Повелете. Иде микрофонот. Градежен инженер со 30 годишно искуство и малку критика до професорите, пошто вака се долги. Да, јас се извинувам. Зашто стално секаде одиме во кратките идеи, меѓутоа целината како таква не ја гледам. Всушност и основно, затоа треба да имаме порака од оваа средба. Да, мислам, као технички лица и као стручни, веќе се земе некој простор во ова наше општество. Зашто сите веќе не само да разгледуваме од свој аспект таа црква, таа. Прво, као основно ќе кажам што Македонија, значи, ја нема картата на тие сите овие, да ги наречам, археолошки и други. Пошто јас као градежен инженер, добро, во ред, сега знам нешто се работеше, меѓутоа сега втора работата беше што се почна да се работи, ни беше дадено као задача сообраќајна сигнализација. И меѓутоа толку беше и се застана на таа работа, се нема пари, Македонија пат, Агенција за патишта и така остана. Значи, еден од проблемите, еден од проблемите што недоволно, значи, информирање во однос на тие сите овие значајни објекти. Мислам, ја као градежен инженер ги засекав сите овие споменици, културни баштини, што викаме и се така натака, меѓутоа не им се одаде еден аспект што, значи, као такви што биле изградени и кој што треба да се продолжи. Проблемот кај нас, да го речам, во Македонија, што веќе као искуство го велам, ние само гледаме да трчаме по нови инвестиции, по пари, по тие работи, а сите објекти ги градиме, а не ги одржуваме до крај. И, значи, како фино рече професорката напред, мислам, не ја знам, што обезбедување не го вршиме на објективе, значи само ќе го приготвиме, ќе го направиме и све така останува на забот на времето. И, значи, не ги довршуваме работиве до крај. Трета работа, што јас исто во градежништвото имам приметено, а верувам и во другиве работи, зашто сега, професорот, сега можеме после да бидеме паметни и грешките да ги наоѓаме. Зашто во самата фаза на таа подготовка што рековте вие, треба долга процедура на проект, и најбитно е што надзорот го нема веќе во нашиве служби. Тоа е веќе денешно.
И четврта работа е што инвестициите више се до тој аспект сите, значи гледаат само кон министеркава отворила теркот и сега толку и толку се пари, а не гледа од кај поаѓа, што треба да се направи и така натака. Мислам да не бидеме буквалисти и као оградава што коце ќе ни прави маска, болку е толку е, а рачуница си има на друг аспект. Сега и на крај ќе завршам, дали да речам од овие сите средби ние значи само застануваме на теоретизирање, на празни муабети, дали некаде ќе го подигнеме нашиот глас и ќе кажеме дека тоа и тоа треба да се направи. Ја тоа благодарам. Мислам да, повелете. Мислам дека би требало да некако дискусијата отиде повторно во академски води, тама кај што не требаше да оди, бидејќи оно за што денес требаше да биде повод само филмот, за да иницира дискусија како да ги промениме состојбите во заштитата, како да ги анимираме граѓаните за значењето на културното наследство и на нивната улога во заштитата на културното наследство. Жал ми е што дека половина од присутните си замина. Ние како експерти имаме можности каде да дискутираме, за жал не дискутираме. Имаме ИКОМОС, имаме ИКОМ, имаме ИКРОМ, и ако не функционира во Македонија, но има местности организации каде што тоа треба да го решиме. Она што она прашање на кое што го постави Ирена е сосем коректно. Ние сите говориме главно во една со релативни поими баратаме. Затоа што заштитата е мултидисциплинарна дејност уредена со закон. Во тој закон сите термини си имаат своје значење. Појаснети се сите видови на интервенции. Што подразбираат секој вид на интервенција кој што во законот е ставен. Клучниот проблем кај нас е планирањето. Тоа ни е планирањето број 1, увидот. Ние не знаеме во каква состојба ни е вкупното културно наследство, бидејќи увидот го нема во планирањето. Ниту пак е ставен во законската регулатива. Ние не знаеме, ние декларативно можеме да кажеме дека располагаме со најзначајните споменици во светски рамки, меѓутоа тоа го немаме како документ. Јас и во изминатите 20 години говорам за неопходноста од листа на објекти, односно на споменици на култура од национално значење. Тоа мора да го донесе државата, да го донесе парламентот, бидејќи е тоа од интерес на сите граѓани. На ниво на парламент да се изгласа тој документ да стане јавен и достапен до секој граѓанин. Конечно да знаеме кои вредности во Македонија се од национално значење, независно од видот, од времето, од потеклото, од верската припадност. Спомнавме прва категорија, не постои прва категорија во Македонија, не постои втора категорија, не постои трета категорија. Значи, апсолутно немаме, тоа се поими со кои што сега, бидејќи е така регулирана во законот, да може да се манипулира и да се релативизираат категориите, нивното значење да биде некогаш и многу флексибилно, многу често да се злоупотреби, да се намали категоријата на нешто што знаеме дека е вредно. Јас бев принудена, ние од Центарот за културно наследство, да упатиме отворено писмо до Министерството за култура. Донесен е закон за заштита на старото градско јадро, со кое што е симната категоријата на градот, Охрид е под УНЕСКО, а категоријата не е од исклучително под категорија, туку од големо значење. Никој не одговара, ниту стручна јавност, ниту Министерство за култура, ниту Управа за заштита, ниту пак моите колеги, ниту еснавските организации. Тоа не смееме да си го дозволиме. Бевме принудени исто така, како здружение, да објавиме во медиумите текст за сето она што се прави со плаушник. Како се девастира еден археолошки локалитет. Во светот не е познат таков пример. Никој повторно не реагира. Ние сме, и еве сега, мене ми е многу драго што за прв пат во последните години водиме дискусија тука. Може би е тука местото, бидејќи е граѓанскиот сектор го прашање. Единствената форма се чини, единствениот излез е толку во граѓанскиот сектор. Иницијативата конечно да потекне од овде. Институциите се затворени. Институциите се ставени во некоја ситуација буквално како на да живеат на апарати, како човек кој што е многу болен и само се одржува во живот. Да не ви кажам дека апсолутно немаат средства. Мене тоа не ме интересира, ниту вас, ниту било кој граѓанин во Македонија. Знаеме дека има пари и не е проблемот во парите, проблемот е во политиката. Проблемот е во системската промена на
заштитата воопшто во целина. Не сум согласна исто така. Ние сме многу често склони да кажеме дека Македонија не располага со експертски кадар, па нам ни се потребни луѓе од надвор. Не е точно. Апсолутно. Тврдам, сведочам, дека во Македонија постојат познавачи, експерти кои што се признати и надвор. Ние немаме потреба да викаме некој кој што 3 дена ќе престојува во Перивлепта и најнаш ќе ни го реши проблемот. Не може, а некој работи тамо 20 години. Тој што работи 20 години не е ниту прашан од тој експерт така наречен, што е дојден од странство. За тоа што е до сега направено. Значи на таков начин, со едно тако чувство на инфериорност, кое што на сите ни се наметнува од врвот, значи ние почнуваме да се чувствуваме неспособни да си ја вршиме работата и дека не го знаеме проблемот и нам ни треба некој од надвор. Значи тоа е се познато ми е мене зошто. Уште поголем абсурд е во случајот што говориме ние и многу често јас сум била ставена во ситуација, особено кога ја правевме апликацијата за Радожда пред Светскиот фонд за споменици, да говорам за високите вредности на тоа сликарство и на таа пештерна црква, колку е тоа значено и да се доведам во ситуација да црвенеам, значи да бидам посрамотена, затоа што може тие таму што ќе читаат таа апликација да ми кажат па извинете, ако е тоа толку значено, зошто државата не го заштити? Повторно сме во иста ситуација и со Перивлепта. Велиме најзначено. Зошто грантот од Американска амбасада? Зошто повторно грант за Горичино од Европската комисија? Знаете, тоа е тотална негрижа. Тоа е односот на нашата држава, односот на актуелната власт кон она што значи вредност, кон тоа што значи културно наследство. Ми имам впечаток и се повеќе сум убедена во таа која што повеќе не е впечаток, дека ова актуелната власт апсолутно не си го сака културното наследство. Ниту го сака, ниту го почитува, ниту сака да го заштити. Не случајно се прават сувенири од новите споменици кои што се градат. Тоа го нема никаде во светот. Апсолутно. Значи, ние немаме копија на фреска од Курбиново направено, ние немаме копија на фреска од Света Софија, немаме копија на фреска од Перивлепта сега, или било како сувенир од она што е потврдена вредност, што го има во сите енциклопедии светски, а правиме сувенири и ги продаваме, огромни средства се трошат за така наречената Порта Македонија, за војнот на конј, за така наречената реставрирана куќа на мајка Тереса. Значи, тоа се прашања за кои што ние сериозно како граѓани треба да се загрижиме. Не зборувам јас веќе како Есна. Тоа ме допира мене како граѓани. И за тоа би сакала сега сите ние да се запрашаме. А стручните аспекти за тоа кај ние сме погрешиле како фела. Затоа што си ги знаеме грешките, она што го кажа професорот Гавриловиќ. Точно е дека во еден период некритички се употребува материјали, повторно со познатото чувство на инфериорност, дека нашите традиционални вредности не се високи. Таа техника не е добра, ќе употреби техника која што на запад се користи. И тоа е феномен кој што се случува и со други земји. Го има и во земјите во Мала Азија, со многу сличен начин конструктивен на градење и со многу слично чувство на инфериорност. Значи, ние треба да се ослободиме од тоа чувство на инфериорност и постојано да ја бомбардираме да го бомбардираме Министерството за култура и владата за неопходната грижа и за измена на законската регулатива и донесување на листа на споменици од национално значење. Благодарам. Јас ќе си дозволам една мала интервенција. Потполно се согласувам дека ова не е место за стручни дискусии. Прво сме во неравноправна позиција. Да. Кога ќе почнете вие да дискутирате за тоа дали требало бетонски сарклаж или требало тули, јас истиот момент сум исфрлен и не гледам шо барам овде. Затоа што не мислам дека е тоа нешто во што јас можам да учествувам рамноправно и релативно компетентно. Меѓутоа, она што мислам дека ние може да го направиме и зашто оваа фондација, која се вика Фондација Отворено општество Македонија, може да помогне, стои на располагање, токму ова прашање на
Јас, например, не знам колку закони во оваа држава ги регулираат прашањата на културното наследство и на заштитата. Меѓутоа, исто така, да ми простите, не очекувам дека ова Министерство за култура и оваа власт ќе направат подобар закон. Заради тоа сум спремен да му предложам на управниот одбор на фондацијата да финансира проект во кој ќе се подготват нацрти на соодветна законска регулатива која ќе биде соодветна на потребите на Република Македонија, ќе биде на нивото на она што се меѓународни стандарди, особено оние што важат во Европска Унија, зашто се уште нели сме упатени натаму. И се разбира, јас, извинете, ама сакам да го чујам мислењето на странците. На угледни, компетентни странци. Тоа не значи дека ќе прифатам се што ќе слушнам. Јас никогаш не би си дозволил да правам некакви големи зафати во културата и така натаму, без да имам, ако јас ги плаќам, тогаш јас ќе ги чујам, ама ќе можам да кажам ве слушам или не ве слушам. Ова ми одговара, ова не ми одговара. Не сум согласен со тоа дека ние знаеме се. Извинете, јас со театар се занимавам 40 години, ама никогаш не сум сметал дека ми е доволно тоа што јас го знам. Според тоа, не сум за тоа да се изолираме. Апсолутно не мислам дека нам ни е потребна изолација, зашто во изолација не турка оваа власт. Според тоа, ние во таа стапица не смееме да паднеме. Ние не треба да бидеме инфериорни, ние не треба да бидеме сервилни, меѓутоа ние треба да бидеме партнери. И да побараме мислење, да кажеме ова да, ова кај нас ќе функционира, ова нема да функционира. Ова може да биде негде таму, на Антарктик, може би ќе функционира, во Македонија не. Значи, за тоа, за таква акција, која значи изготвување на законски акти, па дури работа на предлог, на ваква листа на споменици од национална важност. И тоа. И тогаш можеме да одиме во парламент и да најдеме оние кои тоа ќе го поддржат. Една комбинација на стручна јавност, на еснафите и некаква поширока јавност која ќе излобира во собрание. Ја не велам дека тоа ќе биде лесно, ќе биде тешко, ќе биде напорно, ќе има етикети, клевети, лаги и така натаму. Ама тоа е пат што мора да се изоди. Ми е страв дека ако почекаме уште неколку години и продолжиме да се расправаме, да си ја потурнуваме топката на одговорноста и на вината едни на други, ќе нема зашто да носиме закони за заштита. Значи, апсолутно во име на управниот одбор на фондацијата, апсолутно сме спремни да поддржиме акција која ќе значи изработка на соодветна регулатива. Нема никого да исклучиме однапред од тоа. Меѓутоа, нема да се согласиме со наметнување. Значи, институции на државата, невладини организации, се што има волја и интерес вистински. Она што го имаме да го зачуваме. Ја мислам дека можеме да дадеме збор на господин Шуманов. Да, повелете, не видов, секако да. Баш би било интересно да видиме која е волјата што е лоцирана таму. Сега. Благодарам, јас сум Лазар Шуманов, моментално сум и секретар на Националниот комитет ИКОМОС Македонија, каде што членуваат двајцата колеги Панче Велков и неговата сопруга, се истото здружение. Прво, да честитам на господинот Велков и фондацијата која успеа да го презентира видувањето врз основа на размислувањата на господинот Велков и сметам дека ова е, би рекол, ајде нека биде прв чекор во едно здружување на сите невладини организации, а можам да ви кажам дека оваа година Националниот комитет на ИКОМОС планира да одржи форум, односно тралезна маса,
5 години по донесувањето на новиот закон за културно наследство, каде што ќе бидат поканети сите и релевантни. И ова нека биде почеток да навистина ние невладините организации се собереме прво председателите, односно раководството на тоа да направат една стратегија на кој начин да допринесеме, не да критикуваме, да допринесеме за напредок на заштитата на културното наследство. Можам да ви кажам дека врз основа на своето 40 и повеќе годишно искуство во заштитата на споменици на културата, се уште може да се направи многу, а посебно, еве, во овој смисол, ние како здруженија да помогнеме, бидејќи ние сме партнери, ако ИКОМОС како меѓународна организација е партнер на УНЕСКО, бидејќи експертите на ИКОМОС ги евалуираат сите апликации за светско културно наследство, па можеме да бидеме и партнери и на Министерството, што секогаш сме се залагале тоа да бидеме, со здрава критика, со конструктивна критика, односно со давање сугестии како да се унапреди заштитата. Еве, јас ви кажувам, наместо фондацијата да биде како би иницијатор на тоа собирање, ние како ИКОМОС оваа година ќе ве поканиме вас и Министерството за култура, Министерството за сообраќај и врски, каде што третманот на културното наследство се наоѓа, дури Министерството за внатрешни работи, бидејќи тоа се бави со легалната трговија на артефактите. Мислам дека имаме можности и наполно се слагам со колешката Барџиева дека нашите стручњаци не смееме да ги потцениме, но во секој случај исто нашите активности мора да бидат на евалуација, транспарентни и со на меѓународно ниво, каде што некои членови членуваат и во меѓународни организации. Према тоа, сметам дека имаме обврска, што поскоро, а тоа ви во името на ИКОМОС ви кажувам дека може би не при крајот на пролетта, може би во почетокот на есента ќе го држиме тој форум, каде што ќе бидат поканети сите релевантни невладини и владини институции во смисол на евалуација на состојбите после 5 години од донесувањето на новиот закон за заштита на споменици и да не должам повеќе, мислам дека едно од приоритетните работи на овие здруженија треба да биде да се избориме најпосле во Македонија да почне да делува систем на едукација за заштита на културното наследство. Бидејќи сите ние што работиме сме лаици, сме биле кога сме дошле да работа, сме се вклучиле. Према тоа едукацијата и не само едукацијата, туку и одржувањето на културното наследство. Тоа треба да има специјален фонд во државата каде што ќе ги одржува. Ние правиме конзервација, не ги одржуваме спомениците. Толку за сега. Благодарам. Завршен збор на господинот Велков, кој беше всушност тој што не собра овде. Ние денес сме собрани токму по повод филмот кој он го направи. Според тоа мислам дека завршениот збор му припаѓа нему, ние работиме веќе 2 часа. Јас немам никакви амбиции фондацијава да ја преземе улогата, напротив, нам ќе не биде многу драго ако тоа го направи некоја друга организација, а ние да бидеме, се надевам дека ќе не поканите. Повелете, господине Велков. Филмот не, благодарам многу, не, филмот не е мој, тој е на нашата организација, многу луѓе има тука. Не, треба да потенцирам. Ова со едукацијата, што го кажа колегата Шуманов, е секако многу важна работа. Ама јас би се суштинска, јас би се надоврзал на она вие што го споменавте, кое што ми се вака некако многу ми фаќа око, што би рекле по скопски. Заради тоа што ми се чини дека процесот на кој што зборуваа колегите, Донка и другите се провиваше на неколку наврати, за подготвување на листа на спомениците, тоа извршење на увид и се паралелни работи на теренот е нешто кое што апсолутно треба да се прави, ние неколку пати за тоа зборувавме. Исто така во рамки на нашата организација, во рамки на паневропската и сега светска Федерација за невладени организации за културното наследство Европа Ностра. Нашата организација е членка од 2002 во таа организација, 10 години со седиште во Хаг. Значи има и други форуми кои што вака ги шират влијанијата. Во врска со тоа е еден процес кој што апсолутно треба да тече и тоа е, мислам, тука треба да работиме
за да може да се дефинира таа листа и парламентот да ја усвои и така натаму. Во врска со светските стандарди, пракса е во другите земји, значи ние стално гледаме, постојано гледаме што се случува во Европа, меѓутоа исто така во Америка и во другите, во САД, Канада и во другите земји во светот, пред се земјите во Комонвелтот, да институциите кои што се надлежни за подготвување на дефинирање на приоритети и подготвување на проекти се повикуваат постојано на тоа една англосаксонска традиција, меѓутоа таа сега навистина се втемели на секаде. Ова е моја лична оценка. Јас се занимавам со оваа проблематика со години и предавам на Уметничката академија во Чикаго предмет меѓународни стандарди и пракси за светски стандарди и практики за заштита на културното наследство, се мисли на градителското културно наследство. Значи, таа вели дека наместо да се донесуваат закони, чисто ова го правам како паралела, се донесуваат препораки, кои што се од консултативен карактер и кои што агентите или комисарите на наследството, зависно која земја каква традиција има, тоа може да бидат многу често архитекти, најчесто историчари на уметност, инженери и така, пред институциите тие што се decision makers, постојано им укажуваат и вршат притисок на нив да се донесат вистинските решенија и тие на соодветен начин се имплементираат. Две работи. Сега, така функционираат и препораките на ИКОМОС. Председателот на ИКОМОС, секретарот, долгогодишен, многу добро тоа го познава. Само би се надоврзал, не е само работата во европските норми. Значи, далечната 53-та година ми оставивме позади нас многу одам. Сега, врвните светски норми, ова е една тема интересна за дебата, јас таа книга ја преведов на македонски јазик со мои коментари, со дозвола на авторот, председател на ИКОМОС Австралија, се нормите и препораките кои што ги донесол ИКОМОС Австралија. И тоа, сега сите академии во Америка за заштита, академии, значи тоа се постдипломски студии, во рамки на Уметнички академија, архитектонски факултети и така натаму, го прифатија како основен консултативен текст. Значи, од Австралија и сега е тоа во процес да се прифати во Европа. Например, тоа значи треба сите светски стандарди, овие водечкиве што се најинтересните, нели, да не ќе биде лошо да се анализираат, таа иницијатива ја поздравувам, и да се како такви, да се тие документи, например, преведат и да се имплементираат и не се универзални, не имаат таков карактер. Значи, овој текст не е пишуван така. Меѓутоа се покажал многу успешен. И затоа јас себе лично се заинтересирав за тој и паралелно овој процес на една регулатива која што не го руши законот, него го му дава потпора на законот, нешто што кај нас, јас не сум некој експерт за регулатива, меѓутоа ќе кажат колегите кои што работеле по институциите подолго, воопшто во потполност недостасува, значи тие му представуваат потпора на законот и паралелно со тој процес на дефинирање на листа. Ова се два процеси, ова е работа со хартија, а ова е работа на терен, првата што е направено. Тие треба да бидат комплементарни и да течат паралелно. Да не очајуваме, предноста на Македонија е законот на страна или во центар, што овие листи се уште не се направени, ово искуство ние го немаме. Значи може да стартуваме со една оптимистичка нота да завршам, да добиеме едно орудие, значи од една страна оваа листа, со приоритети дефинирани јасно, а од друга страна еден документ, тоест серија на документи кои што ќе му даваат потпора на законот. Мене лично самиот збор закон, кој ќе се каже за вакви едни чувствителни теми, морам да признам не ми се допаѓа, особено на македонски, јас сум вака малце фанатик по јазици, ми е зборот ти мислиш што мислиш, како нели човекот, ми е збор што е многу јак, многу авторитативен. Проблемот на заштитата е мултикултурен, е технички по својот карактер, меѓутоа е пред се културолошки процес. Затоа ние сме овде, не случајно. Во организацијата како што е Институтот на отворено општество. Тоа е почетокот и крајот на приказната. Можеме да разговараме за цигли и за бетон. Меѓутоа треба да постои тело и затоа овој консултативниот аспект може да се најде подобар теми, мене многу ми се допаѓа, кој што
бидејќи културата со закон тоа некако не ми иде заедно едното со другото, кој што советува, укажува, дава приоритети и по потреба притиска со сите можни средства да се најде оптималното решение, а во никој случај да не се дозволи. Да по врвот на тие хиерархии, тоа јас го црпам цело време од тој чартер, од тие стандардите бура се вика, а не се дозволи да врвот на хиерархијата од системот на културните вредности биде доведен во прашање и компрометиран. Благодарам на вниманието. Благодарам, професоре. Добро, имаме некаков почеток, што од ова ќе се изроди, тоа допрва ќе видиме, го чекаме потегот на ИКОМОС.